Dobro večer, dragi prijatelji. Večer na повторните дружбове, но интересен може би наслова за вас. Зеленски го руши Вучич. Той е аналитичен, темело, се убеден да го обясна защо е така. Инако пред да почвам с моята анализа, би сакал да ви кажа да повторя. Това си ви кажа, уния, кои имат желба да ги следят моите анализи, treba na YouTube da pritisnete na копчето subscribe или предплати се безплатно. И нормално, ако ви се допаде анализата, да стават лайк. А може да ме следят на Instagram, както и на TikTok. Кога реков Зеленски го руши Вучич, го кажем в следните причини. Писателът на Сърбия Александър Вучич имаше 7 средби с Зеленски, откако е почнат конфликтот, значи на 24 февруари, а нити една средба со Владимир Путин, кој имаше пред това. Интересно е, Владимир Путин, председател на Руската федерација, много добро го прочита Александър Вучич, председателот на Србија, и кога му беше во гости во Москва, неколку години, он му е подари пушката на крај Мила. Зошто му го подари? Со други зборови, сакаше да му каже дека исти ко Мила, кај Мила, мислам, поточно измет за русите. Зошто? Русија помогна на Русија во слободување и создавање на својата држава, Турција, но сето тоа кој се заврши крај Мила, се спресе кон Австро-Унгарија, така да, кој ќе земе историјата, Србија никош не била во коалиција во ниедна војна со Русија. Така и Катарина Велика, која се во прашање Кримските војни, и повикала Србиве, и помогна, па не отишла. За црногорците мислам дека имаат сочетено, нема да речете за збор. И Србија во Обединетите нации гласаше за Русија дека е агресор во Украина, и многу се несмешни, кои ќе кажат братство со Русија, далеко се Русија. Македонците ние многу повеќе имаме право тоа да го кажеме, зашто во многу мои видеоанализи кажува дека никој не кажува дека Александар Македонски не сосва само до Индија, но сосва до Урал, така да московитите или денешните московјани во 7 век има книга во Москва, во библиотеката, каде московитите се изјаснуваат како потомци на Александар Македонски. Едната Русија или Руска федерација во моментот ја сметна за обновување на Третото Македонско царство. Првото е Филип и Александар, второто е Византија, лажно кој добива во 17 век од Густав Немитикно преземето германски научник, Византија никош не постоела, и третата е Руската федерација. Некој ќе земете збор Рус дојде од македонскиот збор. Например, србите викаат за плави луѓе, не викаме руси, русокоса девојка. И кој ќе земете рускиот и македонскиот јазик, имаат многу слични зборови. Например, србите викаат идем куќи, русите идем дома, кајнаци се велемец и идеме дома. Но не ми е тоа целта, значи целта ми е да ви анализирам состојбата во Србија и на глобалната политичка сцена. Ја во многу мои анализи кажав дека председателот на Украина, веќе веде председател, Володимир Зеленски, кој е евреј потрекло, е најдобар асистент на Владимир Путин, а сега има као помошци сирски, бидејќи залужни го пратија као амбасадор, Алдичин генерал беше и правеше проблеми на Русија во амбасадор во Велика Британија. И ко помошник
на Зеленски, Путин му нареди го взема Сирски, а Сирски е потекол Русия, не е роден в Русия, татко му, майка му, брат и се за това. И сега велиме Русия напредува километър, 3 метра километър, така нещо. Много малко. А защо го това прави? Сите елитни единици се праќаат како овци на клање и ги чека руската војска, подготвена, што се вика, и влегувањето на украинците, целите единици и платеници во Курска област, беше добра тактика на Владимир Путин, председател на Руската федерација, како и на неговите генерали, посебно не пикуваме тоа, најдобриот стратег што е. Значи, тука ги челкат, порече Путин во почетокот иде на денацификација на Украина, значи да нема војска. Утре кој ќе влезат да нема кој, да нема партизански единици, така натаму. Значи да нема обучена војска. Затоа во моментот они се само насочени кон чистење Донбас и Луганск, а потоа тука е Херсонска и Запорашка област кој веќе влегува во уставот на Руската федерација. Потоа идат Харков, Одеса, и Путин искористи една работа. Он е рекол дека нема да гаѓа во цивилни цели и за да може да гаѓа во цивилни цели, украинците гаѓа неколку нафтени обекти во Русија. А што направи Русија возврати? Е што има пумпи за владење на газ и нафта, таа са украинците не принудени да купуваат на пазарот нафта, газ, а по наредба на Путин е затворени гасовот кафаран со глава, а Зеленски кој тоа направи наводно да казне Европа, значи гасовот тоа е, мислам дека братство се викаше, така нешто. Меѓу Украина ќе биде повторно во руски раце, инаку интелите се како кај Харков. Договорено е меѓу Путин и Трамп да се освои простор. Затоа реков, зимата почнува од март, кога завршува ретроиден Марс. Март, април и мај се клучни, каде Русија ќе дојде до Киевската област, но нема да влезе во Киев. И после, ви кажував, ќе се приклучи ко Русија. Значи, никој нема да сака земја и да помага, која нема излез на море. А прво, Путин што напред го затвори Азовското море за Украина и нареди Црното море и поточно Одеса, а Одеса е руски град, Катерина Велика го гради. Инаку, кој што рекол на почетокот, Зеленски го руши Вучица, е вистина, зашто? Кој што рекол, Вучиц до сега има 7 седби со Зеленски, а ние нас Путинот, кога конфликтот. Кога падна српски авион со муниција наводно запад, тоа беше наменето за Украина, некои новинарски извори ми кажуваат дека сега српската војна индустрија, значи муниција која е слична на руската производство, и праќа преко Романија. Значи сета војна помош од овај крај, мислам Балкан Груд, доаѓа преку Романија и Бугарија се внесува во Украина. А тоа Путин нема да му прости. А Путин има свој човек и во НАТО, и во Европската унија, тоа е Орбан, председателот на Унгарија. И е случајно Вучич виде кај е целта, дека во година прка ќе бара автономија исто како независност како Косово. Ја уште 91 рекол дека кога почна конфликтот да епизод, прашуваше, беше младината комунистичка, накочени вика, кажи вика, која ќе заврши студирот во Југославија, војната.
И Горбачев бомбардировал Белград. Века не знае, така се случи. Вика, добро, што ќе биде со Србија. Тогаш му рекол, Србија ќе се врати на незините висински граници, тоа са Белградски и Нишки пашал. 1919 го за прв пат кога Свето Кајчана го прави, до 90 го држи и Санџак. Исто така, како и Црна Гора која влегува. Интересна работа, Србите и во Црна Гора и со Македонија влегуваат со војска. Ако си народи нема потреба војска. Тоа време од 12.000 жандари во кралството на СХС, 9.000 беа во Македонија. Кои се познати две во Осанијата Чикошката во Осани во гушено со крв, над 500 жртви има бесини луѓе, а Србија до ден денеска не се извини. И Гебарско-Кичевското восстание, тоа е Албанско-Моровско, не знам. Некој го правил некој, не, но важно дека и они биле потфачени како ние. Ако ќе си потфачен и загрозен и со ѓавол ќе се здржиш да се ослободиш. Во еден рака, така се кажува. Тие причини велам дека Србија е преден банкрот, она стана, да не секам погрешно, пријателите од Србија да сватат, втора или кинеска држава на Балканот. Србија е предодложена околу 108 милиарди долари, најголем дел вложи на Кина, или повеќе не дава пари, а Кина кој ќе даде на некому кредит или пари, она дава со ипотека. На тој начин е земени луѓе код Бор Мајданбек и Смедрево на 100 години концесија. Тоа е 100 години са премногу и то замисли за рудникот Бор Мајданбек кај што има златна жица. Кинезите се должни, кои ќе го извадат сето злато од света, набавно дека имало 100 тони, има многу повеќе, или илјаду, нема да се збор. Србија ќе добие само 3 тони како замена, оствари како нивен 3%, пардон. Она пред 3 години, мислам, 5 или да се збор, од Кина беше приморана да купува за државните резерви злато, значи собствено злато, и кој ги држеше и надвор, и останала около 16-17 лик не имаше на Инстаграм, а имале само бадал века, дали кака да кажа, не да се збор, имале 46 тона плюс $5, само 1,01% или 1,1%. Сега се најава пред еден голем банкрот и не се случајни овие процеси на студентиве. Интересна работа почна од Нови Сад, како што знаеме во година е дел од Србија, ама као покрајна автономна. И јас служив со на времето и со два сосема различна менталитета. И самиот Балашевиќ, кој гостуваше во Осијек, една работа кажа, се разбираме во Србија, вика, ние со Осијек имаме заеднички работи, бевме во 3 држави заедно. Вика, бевме во Австро-Угарија, Кралството на Србите и Хрватите, Словенците, значи СКС, и во Југославија. Значи, менталитетот е аустро-угарски или германски, потврдно кажано, во Војводина. Ако не беа црвеноамериците, они немаше и Среми и Војводина, че германците ќе беа таму. Таму имаше многу германско население, кој е пропцелено. Да се разбереме во Војводина, уште кога почна конфликт во Југославија, распаѓањето, тогаш Милошевиќ протвора по 40.000 Хрвати, а после се случи обртно, Олуја, Србите кои сами замина, таму и се нудеше автономија, они што не прифатија, и е голема грешка. И од овие причини кажам дека во моментот индиректно Зеленски го руши Вучич. И средите со него оружје кој се предвидуваше за Украина, а идеше во формање, така поракно да се избори, кој ги најдов,
Znači, nema podrška od Rusije, nema od Kina, pa ovo i odgovara i na Amerika, kažeme, zato nema i nikakva vojna revolucija, a Vučić u momentu да прави сата грешка, што ја правеше и нашиот поранешен премиер Груевски со контрамитите. Приканата е слично, но како ќе заврши, но најголема грешка Vučić направи што направи договор со британско-австралиската компанија за литиум, за вадење на литиум, кај што се противставија и Ѓоковиќ и многу познати и Обрадовиќ, Жушко Обрадовиќ, многу познати личности. И на крајот би сакал нешто да кажам за Македонија. Македонија веќе облегува во еден период, да не кажете, и ја предупредувам владата, затоа што ја предупредувам. Веќе 2 дена Меркури во 12 поле и почна да се вадат валкани јалишта, они се конкрити, и сам процес така натаму, а и сонце се облегува во 12 за една недела, а и Меркури сонце се описава премират, се разбереме. Значи, до крајот на март, до почетокот таму напред до 10, треба да се гази топката, да се внимава изјави како се дава и што се прави. Веќе периодот е неповолен, аз срочно зборам, јас никој ќе сум никога се отрал, без да што и книга им напишано, и истражувам да сум естествен и парапсихолог, и парапсихологијата. Да си кажам оно што имам диплома, тоа е новинар. Значи, дипломиран сум 86, многу пати кажа, да не сум полна. Југославски содржавство, општи смер, група аналитичар. Ово кажам како аналитичар, а својата парапсихологијата многу пати кажам, мислим како помошно орудие да подлабоко навредам. Целата веќе почнат, треба веќе полека да е гази топката. До почетокот август, само до 10, април, јасно, кога март го прошли, бидејќи било која година, сонцето е од половината на февруари во 12 куќа, сеќам и комплексот бири прават тогаш. Драги пријатели, ја би бил посакал сега убав сон, убав ден што е пред нас, таа недела, и уште еднаш ќе повторам, оние кои има жалба, да ги следат моите наредби. Треба на изход да присетат на Скайп и препати се. И ако се допаѓа да стават лайк, и така можеме да следат на Инстаграм и на TikTok. Сакам добро нек со Македонија, со двата напред. Македонија е вече. То значи, Македонија е библиска земја, има 39 пати во Библијата. Од тука се шири Европа и народите. Не случно Путин изјави. Сменоста во Русија дојде од македонските земји, значи од регијскиот дел, и што кажа, со овие македонски град. И ќе го врати. Тоа ќе биде руска поморска влада. А крила војна поморска влада, кој го кажа оно парапсихологски што видел. Поздрав и во сон.